Еве ги пораките што ми стигна по СМС. Вика, додека овој народ не се освести, ништо не прави вака, па СДСМ начело со Бранко Црвенковски ги разграба фабриките. Кумановкава што штрајкува дека има поддршка од СДСМ, само народов не е свесен дека СДСМ е гладен за власт и да краде, СДСМ вистината нека не ве вреѓа. Добро утро, Канал 77, СДСМ начело со Бранко Црвенковски ги разграба фабриките, го продадоа знамето и името, ТАД банка Македонција свестет. Господи Георгиевска, ќе можете ли вие да се здружите со Црвенковски, кој еве според слушателите важи за човекот кој што е најодговорен за таа транзиција во која што пропадна? Вака, јас прво ке речам никога да не амнестирам. Сите кои су, значи, во оние клупе во собрание, поготово се донесат со вакви закони за обештетување на работници. Сите се они виновни. Сите имају удел во транзиција. Ако не со грабење, онда со молчање, зашто не реагираат тогаш. Така што јас не би никого амнестирала. Ние имаме и фирме од времето, значи, на ВМРО. Имаме фирми и од други структури, така што јас не видам овде само вина на Бранко Црвенковски. Не да го амнестирам, него треба вистина во очи да погледаат малку и они и други што се определени, мислам, по политичка позадина. Имате ли вие покана за средба со Црвенковски денови и дали ќе учествувате како што пишуваат медиумите на митингот кој што го најавува опозиција? Вака, ние имавме средба како, значи, Унија на стечени работници, со сето, значи, координативно тело, челници од сите градови, средбата господин Бранко Црвенковски, кога се поднесе предлог закон во собраниска, значи, процедура. Така да немавме повеќе средби, ама не изоставаме тоа, дека нема да бидеме пред влада на Република Македонија на протестот. Зашто не поради Бранко Црвенковски, него поради нас самите. Ако е некој грешил и ако е дошол да се извини, сега ќе навлечем слушалци, разменавам на одговорно тврдам, а некој што се правеше спасител наша не изигра, мислим дека еднаквост постои тука. Така да увек втора шанса постои, ако некој цврсто стои подади своји ветувања. Јас мислам дека еве како со господин Љубе Бошковски што се потпиша спогодба, така ќе се иде потпишана со цела опозиција. И Унија на стечени работници ја поддржува целокупна, значи, опозиција. Без обзира на верска припадност, без обзира левичари, десничари. Значи, ние сите ги поддржуваме, а многу е рано да се определи за некого или за нешто или за овој. А ќе настапуваме на сите митинзи, кој каде ќе не повикне, ќе бидеме присутни, зашто ние сме незадоволни.